Здраво, надпреварот во знање и креативност продолжува. Нашите студенти, после консултациите со менаџерите на фирмите и се разбира со нивните професори, изработија дел од своите идеи. Да се подсетиме. Сите 7 тима, поделени во А и Б, треба да изработат оригинална маркетинг стратегија и дизајн за 7 различни производи. Ајде да видиме што имаат изработено досега. Човековата цивилизација поминувала низ различни периоди. Секој од тие периоди носел своји посебности, кои човекот ги рефлектирал низ производите кои што ги креирал. Со технолошкиот напредок, градбите станувале се пософистицирани. Студентите од Универзитетот ФОН од двете групи, А и Б, прошетаа низ фабриката Ренова. Во меѓувреме, имаа корисни брифинзи со своите професори и со менаџерите на Ренова. Сега се во лута битка едни против други. Тимот А веќе има изработено дел од дизајнот за производите на Ренова. Студентот по дизајн направил известни промени на веќе постоечкото лого на оваа фирма. Некој направи критик, значи кај самото Н, старото лого беше со прекинато, тука цело беше црвено одека со прекинато. Кај што естетски не изгледаше баш добро. Истовремено во тимот Б постоело неколку месечно размислување. Студентите го поврзуваат значењето на нивниот дизајн со маркетингот на производите. Тука е представена и етикетата, на која што исто се доолува моментот дека се работи за течен малтер и е представено како истиот се нанесува на димната површина. Производ кој што се стилизирани, да изгледаат како распрскани, за визуелно да асоцираат дека станува збор за течен малтер кој што може да биде во повеќе бои, односно се најде во повеќе бои. Студентот од групата А го експлицира значењето на својот дизајн. Го правам за муштери, за луѓе од нас. И обични од граѓани. Студентката од групата Б го образложува пред својот професор истражувањето кое го направила. Дената анализа на компанијата, како предности можеме да ги стакнеме тоа што се работи за компанија која што е општествено одговорна спрема заедницата. Незините производи се на природна еколошка основа и не содржат хемикали кои што загадуваат животната средина. Исто така тие штедат енергија, лесно се одржуваат и се издржливи при екстремни климатски услови. Во А за слоганот и дизајнот. Е како облека, облечете ја вашата куќа, например. Тоа може да биде некој дел од слоганот, например, пошто буквално куќата само со цигли е гол. Не се парите најважни во животот. Поважно е да заштедиш за да не мислиш на нив и да уживаш во животот. Ова е многу комплициран проект. Во него мојот тим А ќе ги анализира меѓучовечките односи во банката. А мојот тим Б пронајдоа начин како да се информираат за работата на системот на самата банка. Колку тајни крие човечкиот мозок? Како работат човечките хемисфери? Колку емоционалната интелигенција има удел во интерперсоналните релации? Проектот на Комерцијална банка до животно учење е голем предизвик за студентите, затоа што ги содржи токму тие аспекти: емоционалната интелигенција и функционирањето на мозокот. Студентка од групата А има идеја за интерното учење на вработените во банката. Значи тоа беше идеја наметната, дадена од еден од нас и потоа разработена. Може малку звучи како екскурзија, како во школска на училишна возраст што се децата, но не, за неформално учење со цел да се запознаат кандидатите и од другите филијали не е некоја лоша, не мора тоа да биде покриено од самата банка. Во групата Б имаат одлична идеја. Нашата прва идеја да создадеме приречник во кој што ќе ги ставиме сите тие информации за доживотно учење како чиста срж на овој концепт. Во групата А се презентира делот сработеното истражување за надгледување од страна на повозрасните колеги, но и за поттик во работата. Ментор кој што е со поголемо работно искуство, кој што едноставно ќе го надгледува во работата, значи ќе го патува, ќе му дава насоки за тоа како да се движи. Поттик и самодоверба, значи за самодоверба да мора да има поттик нели од подредените во работата. Тоа значи љубов, комуникација со другите како дел од групата, безбедност, заштита, односно отстранување од опасностите и нормално психолошките карактеристики. Група Б
Што може да содржи неформалното учење на вработените во банката? Размислувавме за конференции, слично на ова, размислувавме за семинари, кои што преку кои што ќе можат новите вработени да слушнат, да кажам, приказни за искуствата на постарите вработени. Од групата А, студентка се занимава со истражување на човечкиот мозок. Тоа е дел од нејзината примарна презентација. Левата страна размислува линеарно, десната значи сака да види целата слика и работите кои што течат во тек, а додека пак Mind Map сајтот значи ќе задоволува и двете страни на мозокот во исто време. Тоа има запишување на белешки, планирање на проекти, има to-do листа, управување со знаењето, опишување, решавање на проблемите, стратегиско планирање, има делови за маркетинг, за менеджмент, за бизнес план, за организирање на состаноци и многу други работи. Што се може човечкиот мозок? Со тоа прави подобар начин на прибирање на информации, значи бура на многу идеи и презентирање на истите. Сега, значи Mind Mapping софтверот дава значи многу повеќе од горе наведеното. Студентот од групата Б има направено истражување од областа на психологијата кај човековиот мозок, од областа на психологијата, кое што го поврзува со доживотното учење. Луѓето, кога станува збор за интернетот, се многу слично реагираат како животните. Па се вративме назад во еден дел од психологијата бихевиоризам, каде што видовме дека луѓето исто реагираат како создавањето на бихевиоризмот. Поднебјето и обичаите на луѓето се од големо значење кога треба да се создаде производ кој ќе биде автентичен, но и интернационален по маркетинг кампањата, но и дизајнот. Во Струмица, група А, Грост, се уште го подготвува проектот, но имаат и примарни презентации на истражувањата. Што сработиле досега? Резултатот анкета. Значи бевме во Пинда, во Глобал, ни кажа, ние како горди струмичани сакаме да ги конзумираме нашите производи, квалитетот на струмка е голем, но треба да се поработи на соодветна амбалажа и шише. Групата Б веќе сериозно работат на дизајнот на производите од грозд. Прва презентација пред професорот. Студентот го објаснува значењето на бојата на етикетите. Убавото што ги креирав како нов дизајн за соковите на лифо и битер и кола. Боите, како например, исто се даде да подсеќаат на вкусот на портокал, но без како што баја на грозд. Боите, нели секој портокал има помаранџаста боја или личато зелена. Во групата А, професорот инсистира на зголемување на надпреварувачкиот дух. Предпоставувам и сигурен сум уствари дека ќе бидеме победничкиот тим. Значи во кафичи, во барови, тие кажуваат дека не може да се употребуваат токму заради амбалажата. Ова се да се покаже дека функцијата на логото не се губи со намалување на големината. Значи без разлика колку се намали, тие пак својата функција се имаат. Етикетите се во права аголна форма, што би биле печатени на порцели на хартија, што значи ова е цело права. Таа промоција на производите на грозд во клуб Платинот, како што ви реков претходно, преку организирање што беше ставено на таа модна реле, бидејќи ќе има голем број на учесници и ќе биде од голем карактер истата. Значи ово би било натре да се постави како еден голем постер со логото на брендот на струмка. Како, например, спроведување на анкета, исто така учествувал во формулирање на прашањата преку кои што ја спроведов на анкетата. Се видите, Кевец, че малку ќе го збогатите фондот на активности што сте го имале во цела. Не морате се западите се. Како треба да се изработи маркетинг кампања на автомобилите Peugeot? Треба да се разбере конкуренцијата со другите брендови. На вистинско место да има билборд. Во вистински весник да се изрекламира и на вистинско место во ТВ програмата. Студентката од групата А ги проучува емоциите и психологијата на потрошувачите. Луѓето сакаат да имаат производ кој што другиот го нема. Индивидуите се егоцентрични. Тоа е еден факт. При што треба да се обрне внимание, бидејќи сакаат производот што го имаат, не само што ќе биде добар и корисен, туку сакаат едноставно да им го исполни егото, значи јас имам она што е најдобро. Во групата Б, студентка има конкретен предлог за рекламирање на Peugeot 3008.
за наградна игра на Peugeot 3008 на Facebook социјалната мрежа на Peugeot. Затоа што се уште немаат почнато со реклама на Facebook, да ставив име на наградната игра. Наградна игра на Peugeot 3008 употребија твојата визија, пронајди разликата. Во А продолжува презентација на идеја за новата веб страна на Peugeot 308. Значи за новата веб страна на Peugeot сметам дека е добро. Имаме еден дел, едно прозорче, каде што ќе имам искуства на корисници од Peugeot. Тоа го концепирав јас како некои се снимени, не знам, интервјуа на корисници на Peugeot, на, не знам, производот на Peugeot 308, на 3008, кои што ги презентираат своите лични искуства, значи што им се свиѓа кај овој автомобил. Во групата Б за наградната игра на Facebook, како би изгледала таа? Слоганот, например, првиот кат на сликата за него става слоганот. Сега, за да луѓето не стиснуваат лайк на погрешна сликата, што нема доволно информација за возилото, да испане Peugeot дека се некомплетни, оваа слика од дизајнот на тоа ќе ви заботевме. Значи, оригиналната слика заедно со неоригиналната слика, од згора да пишува наградна игра. Во група А интересна презентација. Сега имаше еден интересен пасус таму во практикумот, велеше дека за време на некое предавање 20% од публиката, односно од слушателите, се концентрирани на секс. 60% се одсутни со умот, значи мислат на некоја четврта, пета или 238 работа, и само 20% се всушност заинтересирани и внимаваат, односно се концентрирани на оно што всушност е предавање. Во групата Б предлог како ќе изгледа плакатот за Peugeot 3008. Сега тој плакат да биде нешто поинаков од другите, како да излегува од рамката на билбордот. Интересно е тоа. Плюс бонус пакет, кај кој условите се слични, но имаме бонус пакетот кој вклучува каско осигурување за првата година, административни трошоци за одобрување на кредитот, нотарски трошоци и услуга од аплицирањето до исплатата на кредитот. Визуелното размислување на современата цивилизација се темели на фотографијата, филмот, телевизијата и нетот. Затоа студентите на ФОН, не само на катедрата на дизајн, туку и од сите други катедри, придаваат посебно значење на визуелното размислување. Студентите од групата Б, ТАФ, почнаа сериозно да работат на креирање на видеопрезентацијата, снимајки делови од аеродромот Александар Велики, каде што сметаат дека треба да се обогатат за маркетинг решенија. Снимениот материјал го измонтираат тимски и сега го презентираат пред професорите. Ова е дел од тој материјал. Friendly, have a nice trip. But do you have a passport with you? The non-aviation segment of Alexander the Great allows for a practical application of the economy of scale, which surpasses the meaning of just a simple equation and confirms that the market segmentation is not just a conventional division. It offers the possibility for creating custom-made products according to the customer's needs. Сега студентите ќе слушаат мала критика и сугестии од професорите за презентираното. Врз основа на истражување, првична комуникација со компаниите, истражување како начин на кој се рекламираат, значи што е најсоодветно за индустријата. Студентите од групата А го презентираат пред професорот тоа што веќе го сработиле. Виртуелна мапа за аеродромот ТАФ. Речеме, ходникот долу е празен, има една пекара и не знам таму што е, кошта менуачните. Сега, пример, ние планираме во овој кошот да има конференцијска сала. Сега, кога ти шеташ во вака виртуелно, треба да има можност да се види таја дека е табу, да кажем, а не е табу сега фактички. На професорот му презентираа дел од видеоклипот кој го подготвија во оваа фаза на надпреварот. Дали се сеќаваш на твојата прва играчка? На моментите поминати со твојата фамилија и радост? На твоето испраќање и лицето на твоите најблиски? Твоето прво полетување и бескрајните височини?
Ќе водиме под тој слоган, кој што мислам дека страшно многу функционира, заради тоа што од паркинг до бординг го знаеш све што има, да. Го видели маркетинг планот на студентите од мојот тима? Сега ти добро проследи ги сите оние оригинални идеи кои што ги смислија мојот тим Б за маџунот. Природните напитоци се навистина комплексни за пласирање на пазарот. Докаде се со сработеното студентите на двете групи А и Б тиквеш? По конструктивните брифинзи со професорите и менаџерите и после посетата на винаријата Тиквеш, тие беа на брифинг во една специјализирана печатница за етикети на шишиња и изработка на естетски решенија на слични производи на гроздовиот концентрат. Студентите од групата А имаа период да размислуваат за маркетиншката кампања и за дизајнот на производите гроздов концентрат, што сработија досега. Студентот презентира истражување за подигање на свеста кај луѓето за вакви здрави производи. Фактот за бројот на срцево заболени лица, бројот на лица со вишок на маснотија во крвта, бројот на лица со вишок на калории, на нас ни укажуваше на потребата за понуда на здрава храна, тоест на здрав производ, кој што представува потреба од зголемување на свеста на потрошувачите. Во тимот Б е сработен голем дел од дизајнот на шишето, етикетите и други креативни маркетиншки решенија. Нашиот производ се состои од грозд стилизиран со вметнати елементи на филигран, бидејќи тоа е заштитен знак за овој производ. Во групата А, во контекст на регионалниот пазар, студентката презентира 4 таргет групи кои треба да бидат опфатени во маркетинг кампањата. Значи, првата таргет група се децата до 15 години. Втората таргет група се возрастните, значи сите од 16 па се до 90 години. Група кон која што треба да се насочиме се спортистите. И четвртата таргет група се лицата кои што имаат намален имунолошки систем и лицата кои што се опоравуваат од рехабилитираат од операции. Во Б се уште се зборува за финесите во дизајнот. Се варијанти на етикетите со бела позадина, а ова е постерот кој оди со шишето во преден план. Позади го имаме филигранскиот грозд, а долу испишан слоганот еликсир за здравје. За слабостите и предностите на маџунот како производ, студентката од групата А кажа: Тоа што тоа представува одлично природно лековито средство кое може да се воведе во секојдневната исхрана како засладувач на напитоци, чајот, млекото, житните каши или како прелив на тортите и колачите. Друга можност е тоа што представува тренд кон здрава исхрана и можност е освојување на целокупните пазари во Република Македонија. Во групата Б имаат предлог решение за штанд, на кој што ќе се изложува производот, но и посебно идејно решение за анимирање на децата. Овде поминувајте и седнувајте. Затоа што нема да се. Значи ова е првична верзија, значи ќе работиме 3D модел. Да. Навистина е комплексен проектот во кој треба да изработиш цела деловна стратегија за еден регион. Охридскиот регион е добро изанализиран од страна на двата тима А и Б студенти на ФОН. Планот на овој многу важен дел од Македонија веќе е направен, што ќе биде приоритет за студентите од ФОН за елаборирање на оваа истражувачка кампања. Кои природни ресурси, дали галичица и зимските спортови, преубавите плажи во етностил, бродската линија или новите спортски манифестации. Групата Б направи опсежно истражување на теренот и дел од тоа елаборираше пред професорите. Овај дел постои традиција за кампинг туризам, но за да се развие кампинг туризмот е потребно да се направи модернизација и да се вложат големи инвестиции. Значено за камповите кои што се наоѓаат во Охридско-Струшкиот регион е тоа што се наоѓа на доста атрактивни и мирни локации покрај Охридското езеро
и најчесто се наоѓаат во близина на некоја планина. Групата А исто така има своја визија за овој природно убав регион. Секако дека треба да се обрне посебно внимание и на безбедноста како еден од сегментите за да биде комплетна средината. За одржување на безбедноста ќе бидат ангажирани припадници од безбедносните органи кои ќе бидат инфилтрирани во самата група туристи и будно ќе ги следат сите настани. Што е целта? Целта е да вие навистина теоријата да ја проверите во практика. Основно е да ние како универзитет ова практика што правиме ове последните 3 години навистина не изведоме на повисоко место во Република Македонија, а и понатаму. Од тие студенти 97% покажале извонредни резултати. Ова беше уште една емисија пред големото финале, каде што ќе се избираат најдобрите деловни и дизајнерски решенија на нашите студенти од тимовите А и Б. А веќе следната емисија или во големото финале, максимално подготвени, ќе имаме можност да ги видиме сите решенија кои што ќе бидат испрезентирани пред комисијата. Јас Ненад мислам дека моите студенти од тимовите А се многу подобри. Така ми мириса во воздухот. Епа, некако лошо ти мириса, затоа што моите ќе бидат подобри. Ќе видиш. Крајот го краси делот. Ќе видиме. Како и да е, ова е крајот на ова денешно издание пред големото финале. Во секој случај, ќе видиме како ќе се покажат во креативност нашите студенти во следната емисија.